civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Јас ќе задржам малку и на делот од новинарството и на тоа време што го нарекувме режим, кое беше и причината за шарената револуција. Револуции какви и да се, значи се крвави или плишани, гандиевски со граѓански отпор или шарени како нашата, никогаш не се случуваат случајно, нели? Тие се манифестираат експлозивно, но им претходат процеси на масовна граѓанска разочараност, резигнираност, па и на апатија, но сево додека како што вели она народната не прекипе лончето, нели? По правило таквите масовни изрази на незадоволство од власта се исклучиво граѓански. Нема политичка, нема партиска сила која може да го покрене народот ако кај него, кај нас граѓаните нема чувство на таа акумулирана неправда. Тоа не е неправда на миг, тоа е неправда на процес, на време. И по правило таквите масовни изрази на незадоволство од власта се исклучиво граѓански. Нема политика во тоа граѓанско движење, инаку тие револуции, нели, со наводници или без наводници сеедно, не може да бидат револуции, не може да собере толку народ, да концентрира толку гнев на едно место, да циклично да се повторуваат протестите како што беше случајот со шарената револуција. Така беше со протестите, се сеќавате во рамките и на, ако можам така да се изразам, во рамките на шарената револуција и со убиеното момче Мартинешковски. Факт е дека опозицијските партии предводени од Социјалдемократскиот сојуз се приклучија на шарената, но факт е дека шарената беше изворна граѓанска поради непримерната брутална узурпација на слободите, на демократијата, на институциите, па и на цели области како што се образованието, културата, се партизираше, па дури и спортот. Ќе вулгаризирам можеби малку, но тврдам дури и спортот, дури и спортските резултати, конкретно на македонските елитни спортски клубови, па и на македонската репрезентација се пресвојува како партиски. Така се манифестираа нивните победи и тие фрустрации ги доживувавме како пораз врз самите себе. Факт е дека тоа беше и време на, значи беше време на еден режим, нели? Тоа не е терминот режим што ние сме го измислиле или што изникна од шарената револуција. Тој термин е можеби со поинакви по-европски зборови дефинирани во сите извештаи, можеби десетина поред во тоа време на Европската комисија за напредокот, нели, за демократијата во Македонија и така натаму. Значи тоа беше време на еден режим, на една забегана работа, на една кич политика, на една кич демократија, на една кич медиумска сфера, на една кич архитектура и кич урбанизација, ако сакате, која и демократски и културолошки не уназади и не награди и како народ и како држава. Џабер проза да се сетам на нешто. Ајде на еден убав спомен имам од времето на, нели, тој протест во мај беше 17 или ќе ме подсетите, и не е во моментов најбитно. Протестот за убиеното момче Нешковски. По некој од нас доби добар ќотек. Како? Да, на 17 мај ли беше или не ме фаќате збор за терминот, се едно. Но се памтат упадите, наредбите што полицијата ни крива, ни должна, нели, ги добива, како ги добива, така таа има и обврска и законски уставна да ги реализира, но народбодавачите беа некаде во партиски штабови, нели? И кога велам по некој од нас изеде и ќотек на тие протести, тогаш го паметите протестите пред владата и упадот во вечерните часови во библиотеката Браќа Миладиновци кај пазарчето Буњаковец.
нешто што е невидено и директорот на актуелен или нормално партиски војник на тогаш на таа библиотека излезе во јавноста да каже дека нели тука се криеле, а тај работеше и ден денес, мислам дека работи 24 часа, каде што студентите имаат можност нели и во зима и навечер преку ноќ да учат да ги подготвуваат своите испити. Полицијата упадна дури таму да ги бара дел од демонстрантите, а партиските војници нели се ја правда таа постапка наместо да се спротивстават на тој режим, на таков тип на, значи тие луѓе и да влегле во библиотеката ден-два не можат повеќе да пресудат, ќе треба вода, ќе треба храна, ќе излезат кај да е, нели? Не мораше со така вулгарно, тоа се случуваше со студентите нели на студентскиот форум и така натаму, ќе зборуваат тие учесниците на тие собери. Мене ми остана ова како впечаток. Нормално, бранејќи ги младите, ме кутна и мене во еден момент, веројатно се гледа на видеото, има едно видео на Радио Слободна Европа од тоа време, пред зградата на влезот спроти владата. Добро се гледа како некој, едно момче, човек висок, млад, кој точно даваше наредби на полицијата, се гледа на видеоснимката, како мене нели ме кутнаа, ме испогазија малку, ме испошутираа, ме извадија така по некој бубрек како што се вели, но еве ме сега тука сум. Со вас идеме натаму. Јас се сеќавам но јас сакам нешто да Џабир, јас не те гледам на видеото, јас имам две слики, а ти немаш ни една. Зошто имам јас две, не знам, се едно. Добро. Те слушам, може да продолжам. Ќе успееме да го... Аха. Сега те гледам. Да можам да комуницирам, вака си ми како времето на режимот во кабинетот, зацкрие на делиш наредби преку врата, нели? Не. Се шегувам. Што сакам да Да, во ред, еве го и господин Ордановски. Значи, што сакам да кажам? Сакам нешто за новинарството да прозборам во тоа време, она што сега вака ми навираат некои мисли. Јас во тоа време, некаде април 2012 година уште, кога се насети дека македонското новинарство влегува под окупација, буквално под окупација, се обратив со едно писмо отворено, што не ми е стил да пишувам отворени писма, но чувствува потреба во тој момент да се обратам до Сдруженијето на новинарите. Сдруженијето и сите други новинарски струкови организации во државата, тогаш се покрена иницијатива за измени и дополнување на законот за лустрација, да се лустрираат и македонските новинари, тие што се највлијателни во јавноста, бидејќи таква кампања по медиумите, такви лаги се ширеа, такви оцрнување на разни личности, а се зборуваше и меѓу новинарите и денеска се знае дека на некои нели им се цеди путер од главата во времето на кодошлукот, на тие системи. Од тој аспект немаше сила новинарската организација тоа да го покрене и дел од новинарската структура да влезе, односно сите новинари да бидат исто проверени за времето на лустрацијата, па да се види кој кого оцрнува, кој кодош, кој кого нарекува кодош, а кој всушност бил вистински кодош, нели и така натаму. Се едно, сакам да кажам, на некој начин се обидував и јас да дадам свој придонес. Уште едно писмо напишав во кое имаше тогашната владеачка режимска партија една кампања која траеше можеби 3 недели во сите дневни весници. Потрошени беа по некоја наша груба проценка и во Сдруженијето на новинарите околу 100-150 евра само за објавување на еден слоган татковци и деца, нели, каде што родителот со детето, ако нели се на јавна сцена и двајцата, ќе им изнајдеа нешто, некоја приказна за да можат да ги офираат, да можат да ги окајаат, да им го спушат рейтингот, нели? Тогаш отидов кај двајца познати скопски адвокати и замолив дали можем, нели, да ги тушам за навреда. Тие велат, не вреди, тука се е под окупација. Значи и ден денеска се кажам зошто тоа не го направив, на крај на криштата во ова некое поново време подемократско, можеби Страсбург ќе имаше некоја сатисфакција, но се едно. Жалното е што тие луѓе што ја правеа таа кампања
Значи, таа е гибелштина. И ден денеска ги гледаме по медиумите, мува, не ги лази, ко ништо да не се случило, како тие да не биле креатори на таа црна антидемократска кампања, како тие да не биле окупатори на сите медиуми, како од еден центар да не се диригирало уредувачката политика во грото од медиумите, посебно после затворањето, тоа брутално на телевизијата А1 и така натаму. И тие и ден денеска... Да завршам? Да, се разбира. Джави, не те слушам? Повели, завршија мислата, да, повели. Добро, тоа сакам да кажам, значи, тоа беа тие времења, уште една анегдота, условно да речем, за да доловам на некој начин, и ќе скратам, и ќе завршам тука, се разбира, ако треба ќе видам тука пак може да се вклучам. Во тоа време бев главен уредник на телевизија Алфа. Се промени собственичката структура, се навести нова уредувачка политика, нормално јас си поднесов оставка, но се уште бев во телевизијата, бидејќи имав засновано работен однос. Доаѓаја новинари од други редакции, да не спомнувам сега редакциите, но тука се истите, некој од нив малку промени уредувачка политика. Ги прашувам, сами кажуваат, од денеска сум, значи од денеска велат тука сме на работа, како тука сме. Знаеме кои се. Во завод за вработување, пријавени сте, процедура има. Не, ни се јави од денеска да сме тука на работа. Значи, после се регулираше процедурално во завод за вработување таа флуктуација од еден медиум во друг. Значи, се диригираше еден уредувачки и еден кадровски новинарски центар, имаше еден или двајца главни уредници за речиси за сите медиуми во Македонија и тоа е така нели познато време. Уште една мисла само од 20 од времето на тогашното мое уредникување во телевизија Алфа, ни доставија нормално анонимен извод, списоци она што А1 пред тоа го откри, после затворањето на А1 веројатно нема е каде, Алфа уште додека беше демократски медиум, доставија списоци за вработување преку општински организации и направивме една екипа мала, почна да врти телефони, овде општински комитет нели на дотичната партија, вие сте за во водовод, не, јас бев за комуналец, не прва слушам дека сум за водовод, друг, вие сте за инженер, вие сте за работник, значи, таа екипа потоа добија една награда за истражувачка сторија од ова, но сакам да кажам дека дојде забрана тој прилог да не се емитува. Чекавме сабота, малку шверцерски, нели што вика, да го пуштиме уште еднаш и тоа беше крај со тој тип на борба против отпорот, беше порасена и таа телевизија. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.